Пелагониските сточари повторно оставени на чекање. Ништо од ветувањата дадени уште на почетокот на април, дека до крајот на мај ќе им бидат исплатени субвенциите за лани предаденото млеко, како и по грло добиток. Сега тие немаат пари за тековните земјоделски работи, а капак на се биле и неповолните временски услови кои особено негативно влијаат на собирањето на сточната храна. Значи, субвенции беа ветени дека до крајот на мај месец ќе ги добиеме за 9 месеци по литар предадено млеко. Од тоа нема ништо. Сега имаме голем проблем со времето годинава, со преголемите дождови. Сета храна што треба да ја собериме за стоката, мораме дупли трошоци да ги мелиме сенажа. А сенажата е многу скапа работа. 1 хектар кошта 250 евра само комбајно плюс други трошоци пропратни. Според Петковски, ако во најбрзо време не им бидат исплатени субвенциите, многу сточари ќе останат без храна за стоката, а која треба да се собере најдоцна во овие 25 дена. Тоа негативно ќе се рефлектира на ионака намалениот сточен фонд, кој ќе продолжи да се намалува, но и на количините домашна храна за луѓето, која ќе ја има се помалку, предупредува Петковски. Моментално иди негде околу 1 хектар од 800 до 1000 евра хектарот за да се сомели. А тоа ни е последна шанса, што сега помалите сточари ова работа не ја праве, али сега сме принудни. Во маркетите ќе имаме некоја си заразна и увозна полска или мачарска или било која храна. Тоа ќе најдеме во маркетите. Нема да најдеме македонско производство. Инаку, пелагониските сточари на оваа состојба предупредија уште пред речиси 2 месеци, кога организираа и мирен протест пред Битолската подрачна единица за земјоделие и побараа итна исплата на заостанатите субвенции, како и на персоналниот данок за 2 години. Тогаш, од платежната агенција ни беше речено дека во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во тек била постапката за утврдување на веродостојноста на пријавените грла добиток и дека кај 424 сточари на ниво на Македонија биле утврдени известни неправилности. Прво се исплаќа основното стадо, а дури потоа субвенциите за млеко. Откако ќе ги расчистиме сите овие контроли и мерки, ќе пристапиме кон решавање на субвенциите за млеко, ни рече во април директорот на платежната агенција Никица Бачовски, без да прецизира кога точно ќе се случи тоа.